Добар ден, ова е првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Во наредниот половина час гледајте за најактуелните настани во регионот и пошироко. Почнуваме веднаш по кратката најава. Пехчево ќе добие обновен стадион, но и општинско фудбалски клуб. Жителите на Делчевско наскоро ќе имаат нови асфалтирани улици. Штип се подготвува за пастрамалијада, виничка истибања за фолклорно здравоживо. Во петок џиновска пастрамалија во Штип, во сабота фолклорно дефиле во истибања. Браќата каратисти Жарко и Сашко Арсовски на турнир во Швајцарија освоија бронзени медали. Наредниот месец ќе настапат на Премиер лига во Салцбург, Австрија. До крајот на септември отворена е можноста за земјоделците и сточарите да аплицираат за мерката 6 од програмата за рурален развој за оваа година. Огласот се однесува за набавка на приплоден добиток и трошоци за подигање на лозов насад и медоносна флора, како и набавка на пчелни матици. Право за аплицирање за оваа мерка имаат земјоделците и сточарите, кои во период од октомври минатата година па досега направиле трошоци за подигање долгогодишни насади или набавиле жив добиток. Од годинава аплицирањето за оваа мерка се врши само по електронски пат. Новина за овој оглас е што да речеме во претходните години се набавуваше само репродуктивен материјал, односно добиток од машки грла, како мерези, овни, јарци или приплодни бикови од репроцентри овластени за оваа намина. Во оваа година земјоделците имаат можност да набавуваат и жива стока од приплодни овци, кози, крави, така да, значи, можностите за поврат на средствата се зголемени. Процентот за поврат на пари, односно на средства, кофинансирањето е скалест и започна со 50%, а може да се зголемува до 75% во зависност од тоа какви позиции има одредувалиштето, односно каква е старосната структура на апликантот. Ке се асфалтираат улици во населбата Звегорска река преку програмата за рурален развој. Преку истата програма ке се реконструираат и 2,6 километри од локалниот пат Делчево-Очипала, Драмче и Вратиславци. Населбата Звегорска река во Делчево конечно по 20 години ќе добие асфалтирани улици. Согласно барањето на општина Делчево поднесено во рамки на мерката Обнова и развој на селата и инвестиции за изградба и реконструкции на селски улици во должина од 1 километар, а врз основа на програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година, обезбедени се средства во износ од 6.863.850 денари. Станува збор за изградба на дел од улица број 2, која е една од главните сообраќајници во населбата Звегорска река и повеќе пристапни улици во истата населба. Дополнително со обезбедени финансиски средства од буџетот на општина Делчево ќе започне изградба на дел од улица број 1, што е втората главна сообраќајница во населбата. Со изградбата на овие улици ќе се покрие над 70% од вкупната улична мрежа во населбата Звегорска река. Овој проект е од огромно значење за сите жители во населбата, преку кој во огромна мера ќе се подобри животниот стандард во нивното секојдневно функционирање. Со средства пак во износ од 14.979.654 денари, исто така обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ќе се реконструира дел од локалниот пат кој ги поврзува селата Очипала, Драмче и Вратиславци со регионалниот пат Делчево-Кочани. Исто така, одобрено и барањето за финансиска поддршка за мерката подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, инвестиции во локалната инфраструктура за поврзување меѓу две или повеќе села во должина до 5 километри, проект реконструкција на дел од локалниот пат Л3 Делчево, Очипала, Драмче, Вратиславци во должина од 2,6 километри. Реконструкцијата на овој патен правец доаѓа по повеќегодишните проблеми кои што локалните жители ги имаат со оглед на оштетувањата кои беа очигледни на оваа делница. За реализација на овие два проекти од огромно значење за локалната заедница во тек е постапката за утврдување на јавна набавка за избор на најповолен понудувач за изградба на предвидените градежни активности.
Се реновира стадионот во Пехчево. Инвеститор е фирмата Kitgo, која во наредниот период планира да формира фудбалски клуб кој ќе ги брани боите на Пехчево. Се реновира фудбалскиот стадион во Пехчево. Стадионот доби нови модерни соблекувални и солиден фудбалски терен кој ќе овозможи повторно заживување на спортот во Пехчево. Еве после задоцнетата, ќе речам, реакција, може би со право на нашите сограѓани пред некој месец, Спаско Ангелизов, Борис Зарински и Благој Гугушев, кои што дадоа изјави и дека беа загрижени за спортот. Мислам дека за доцента реков за причина што ние бевме веќе во преговори со инвеститорот Kitgo, кој што возможи, ова денеска што го гледате, да имаме еден супер модерен фудбалски терен и супер модерни собликувални во кои што младите ќе можат да спортуваат. Целосното реновирање на стадионот ќе чини 30.000 евра, сума за која стадионот ќе му биде преотстапен на инвеститорот Kitgo, инвеститор кој е во фаза на формирање на нов фудбалски тим кој што ќе ги брани боите на градот Пехчево. Има регистрирано клуб кој што ќе ги брани боите на Пехчево и мислам дека тоа е чекор напред, затоа што самата општина немаме финансиска можност тоа да го поднесеме, а од друга страна пак овозможивме услови за сите наши млади спортски таленти да си најдат своја разумна да си се занимаваат со спорт овде баш на овој стадион. Инаку сите го паметат времето кога Пехчево имаше фудбалски клуб во името на Напредок, кој се надпреваруваше во третата фудбалска лига Исток. Со формирањето на новиот клуб, повторно се отвора можноста граѓаните на Пехчево да следат третолигашки фудбал. Полицијата го пронајде и приведе кочанчанецот кој пред 4 години под автомобил Мерцедес, собственост на кочанчанец, подметнал и активирал бомба кашикара. Ноќеска во Кочанско Мородвис куќа на гастербајтер повторно беше цел на кратци, кои незадоволни од пленот подметнале и пожар. Следува крими билтенот на Канал Плюс. Кривична пријава заработи БМ 21 година од Кучани поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело, неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материи и кривично дело предизвикување општа опасност. Секторот за внатрешни работи по превземаните мерки и действија до обвинителството поднесе кривична пријава за сторителот на ова дело. Имено пријавениот на 15 февруари 2011 година откако неовластено набавил рачна бомба кашикара, постар модел, со запалка од рачна бомба М75, отишол на улицата Гоце Делчев во Кочани и во дворното место од семејната куќа позади задното лево тркало од неговото патничко моторно возило Мерцедес ја поставил бомбата и употребил непозната запаллива материја, при што дошло до експлозија и целосно пожарување на возилото, со што предизвикал и значителна опасност по животот и телото на луѓето. За среќа во случајот настрадал само автомобилот, повредени лица нема. Причината поради која пријавениот го сторил делото се уште не е позната. Ноќеска, веројатно по полноќ, провалници разбиле мало прозорче на задниот дел од куќата, преку кое влегле во внатрешноста во потрага по вредни предмети, накит или пари. Меѓутоа, по деталното пребарување не пронашле плен каков што очекувале од гастрабајтер во Швајцарија, па бесни и со намера да ги покријат трагите, подметнале пожар со цел да ја запалат куќата. За среќа не успеале до крај да ја реализираат својата намера, бидејќи од изгорените предмети и густиот чад само се исцрнети ѕидовите и покукнината. Стручна екипа од полициската станица во Кочани, противпожарно возило и инспектори извршија увид во и околу куќата со цел да им влезат во трага на провалниците. Сосед кој бил задолжен да се грижи за куќата, прв забележал дека нешто не е во ред и веднаш пријавил во полицијата и кај противпожарната единица во Кочани. Гоце, викам, абе така и така, викам, онадено, викам, разбиено тук. Дојде он и се јавиме одма на полицијата и пожарното. И... Вие прво го забележавте дека Да, немаше фалиме едно трупче, што има. Оти секој ден сум. Колку часот се вали на трупчето? Па околу 8:30 мале. 8:30, тука 9. И се посомневавте веднаш? И па одма, чим видов дека трупчето ставено таму, зазвони му на братанец му. Викам, дојде, викам, така и така, викам. Вика, ова. И клучото, жена му пошта работи. Звони и на полицијата и на пожарната.
Тој вели дека имало и траги од крв, најверојатно од некој од провалниците кои се исокол од скршеното стакло на прозорчето. Видоа и крвта таму, со камерите ако покажат. А дали имаше дим или беше изгасната се? Па жешко беше, не сум надркал, викам полицијата ќе дојде да траговете да не унадат. Според него, за кусо време ова е втора провална кражба во Мородвис, што значи дека крадците се настравили на селото, во кое многу куќи се празни поради тоа што собствениците се на работа во странство. Па има најден Бојко 40.000 евра му крадува. Главно се нудат куќи на луѓе кои се на привремена работа во странство. Па нормално. Нема домаќини овде. Да. Дали претпоставувате дали крадците се од тука или може од страна доаѓаат? Од дека знае. Кој ќе знае тоа? Кој ќе? Да, од дека знаеш. Дознаваме дека една бабичка во соседната куќа слушнала ноќеска околу 2 часот, дека нешто силно треснало, па помислила дека повторно паднала круша врз лимениот кров во дворот, па не излегла да провери. Според првични сознанија и проценки, крадците се заминале со сиромашен плен, но штетата што ја предизвикале со пожарувањето на куќата е мощна голема. Штипските социјалдемократи денес реагираа на состојбата со снабденост на клиничката болница во Штип со лекови, пред се антибиотици и со инсулин. Од болницата пак ги демантираат обвинувањата. Тврдат дека ниту еден диабетичар не реагирал за квалитетот на инсулин. Штипските социјалдемократи на денешната пресконференција повторно со реакција до здравствениот систем сметаат дека Штипската клиничка болница се соочува со недостиг на лекови и антибиотици. Очигледно, министерот Никола Тодоров не знае што значи да се нема избор на антибиотици. Катастрофалната состојба со недостатокот од антибиотици е животно загрижувачка за граѓаните. Издавањето на само еден антибиотик значи несоодветно лекување, а тоа кај пациентите може да предизвика сериозни последици, развој на инфекции и компликации, кои што може да им го доведат во опасност дури животот. Дополнителен проблем е одлуката на министерот за здравство Никола Тодоров да штеди на инсулинската терапија. Со одлуката Тодоров наложува што поголем број пациенти да бидат префрлени од аналоген, поквалитетен и поскап инсулин на поевтиниот хуман инсулин, а лекарите се под постојан притисок од казни доколку не го препишуваат ефтиниот инсулин. Ова е погубно за здравјето на граѓаните со шеќерна болест, затоа што предизвикува штетни последици за работата на бубрезите, нервниот систем и видот. Огромен број граѓани од Штип и регионот веќе се жалат на последиците кои што ги трапат. Економскиот менаџер од Штипската клиничка болница Елизабета Папарова за Канал Плюс изјави дека обвинувањето од опозицијата се неосновани. Болницата располага со доволни количини на антибиотици. А што се однесува на инсулинот, ниту еден диабетичар нема поднесено поплака до болницата. Детали за актуелните состојби од болницата најавуваат дека ќе презентираат утре. Општинската организација на Црвениот крст во Штип во соработка со Центарот за култура Ацо Шопов организира голема општинска крводарителска акција, која ќе се реализира утре 17 септември во периодот од 9 до 16 часот во фоајето на Центарот за култура Ацо Шопов Штип. За секој крводарител обезбедени се подароци и благодарници за нивната хуманост. Се интензивираат подготовките за предстојната пастрамалијада. Организаторот годинава инсистира на унифициран и висок квалитет на пастрамалијата кај сите угостители. Угостителите од утре ќе ги постават штандовите. Подготовките за 9-тото поред издание на Штипската пастрамалијада 2015 се во завршна фаза. Во тек се теренските активности на локацијата Дујле,
околу поставување на сцената на која ќе настапуваат изведувачите и средување на теренот каде утре ќе бидат поставени штандовите на штипските угостители. Одговорниот за таа работа во предпладневните часови веќе ја монтира сцената, во попладневните часови како и во текот на утрешниот ден ќе пристигнат и штандовите од јавното претпријатие ИСАР. Екипи на јавното претпријатие веќе работат на уредување на паркот и на просторот каде што ќе бидат поставени самите штандови. Како што кажавме и вчера, значи тие ќе бидат повлечени понастрана со цел да се овозможи поголем број на луѓе да бидат на самата улица, како и во паркот, со што би собрале повеќе луѓе за време на музичките настапи на џезите кои ќе настапат на фестивалот. Со представување на Джиновската пастрмалија, манифестацијата Штипска пастрмалијада 2015 свечено ќе се прогласи за отворена. Првата вечер гостите ќе ги забавуваат Јордан Митев и академци. Главни музички звезди на втората вечер се Калиопи и Жилко Самарџич, а додека пак на финалната вечер свој концерт ќе има балканската звезда Цеца Ражнатовиќ. Организаторите оваа година внимаваа и на сообраќајниот режим, кој на деновите на пастрмалијадата ќе претрпи измени, со кој ќе се овозможи слободен проток на возила без поголем застој. Во петок започнува 30-тото јубилејно издание на Истибањското здравоживо, манифестација која секоја година предизвикува голем интерес кај љубителите на фолклорниот танц и мелос. Со изложба на фолклорниот ансамбл Китка во Домот на културата во Истибања ќе започнат празничните денови во кои ова виничко село е домаќин на бројни фолклорни ансамбли од земјата и странство. Георги Даневски е уметникот од македонска Виница, чии фрески ги величат најголемите православни цркви во Канада и САД. Последната деценија Даневски наврати во родната Виница, од каде ги направи и првите чекори во уметноста. Георги Даневски е уметникот кој го наслика фреско живописот на македонската црква Свети Димитрија Солунски во градот Маркам, близу Торонто, Канада. Стотиците ликови на светци, ангели и селани манифестираат радост и болка, љубов и омраза. Самото сликање на фрескоживописот, како и резултатот, се славење на љубовта кон Бога, хуманоста и убавината. Тоа е најголемото уметничко дело во Северна Америка. Сегменти од уметноста на Даневски документирале и CNN, како и National Geographic. Во моментов пишува 2 авторски книги, од кои едната е Предизлегување од печат. Даневски неодамна завршил и мурал на околу 30 квадрати, што повторно е во контекстот на поствизантиското сликарство за чиј реформатор се брои. За византиската вели дека е жива уметност што има своји историски периоди и бележи раст од периодот на низината службена примена да го илустрира Светото писмо пред науките верници. Во моментов работи на својот Велик ден. Тоа е источно православен живопис или живопис на ромејскиот свет. На ромејскиот. Да не бидам конфузен, рековте еден мурал завршив од 30 квадрати во едно семејство. Семејството се вика Клас. Тие се доктори по традиција, меѓутоа сега се финансиери. И таму зборувам со една поетизирана слобода за имам една арома на малку на византиска уметност, таму има еден верски дел, ама има и многу радосен дел, животен дел од музика до небесни светови, до реални портрети, така да таму го интерпретирам мојот мурал. Најмаркантното дело на Даневски, фреско живописот во црквата Свети Димитрија Солунски, е насликано на површина од 600 метри квадратни, во комбинација со 24 каратно злато. Градските татковци на Маркам ја сметаат црквата Свети Димитрија за изворедно важен културен споменик на градот. Уметникот Даневски исто така е автор и на фреско живописот во соборната црква Свети Климент Охридски во Скопје и на истоимената најстара и најголема македонска црква во Торонто, како и на други цркви во Македонија, САД и Канада. Јас моето зограство го покажувам таму комплетно во Маркам Свети Димитрија. Тоа станува херитич на Канада. Не поради тоа што сум многу убав или дека сум македонец, него поради тоа што станува херитич за некои квалитети, за една постојана љубов, за едно креирање
Тоа е оригинално дело, реформиран живопис и ќе сведоче за мојата актерска сила или не сила. Ѓорги Даневски твори во Канада, но во своето ликовно изразување страстно го следи ликовниот живот во Македонија. Тој сплет од историски и духовни сфери на подрачјето на нашето поднебје, како и сензибилитетот на нашите луѓе. Најмалку 585 куќи и уште 100 други објекти изгореле во пожар што веќе со денови беснае во Калифорнија. Властите на таа држава на западниот брег на САД прогласија воредна состојба, а илјадници луѓе мораа да ги напуштат своите домови. 13.000 луѓе се евакуирани. И натаму се загрозени околу 9.000 објекти во област на околу 80 км западно од Сакраменто. Во гасењето на пожарот се ангажирани над 1300 пожарникари, а 4 се повредени. Најмалку 16 лица, вклучувајќи и 6 деца, загинале во поплавите во американската сојузна држава Јута. Спасувачките служби трагаат по луѓето кои исчезнале во разорнувачките поплави, во кои загинаа најмалку 12 лица. Само 3 лица се спасија, откако поплавите однесоа 2 автомобила со 16 патници, 3 жени и 13 деца во непосредна близина на градот Хилдейл. Србија соопшти дека не може да се справи со илјадниците мигранти кои пристигнуваат на границата која е затворена од страна на Унгарија и побара од Европската унија да ја реши мигрантската криза. Унгарија претходно соопшти дека на сите мигранти на кои ќе им биде одбиено барањето за азил ќе бидат враќани во Србија. Низ Србија досега поминале повеќе од 140.000 мигранти, но само 550 аплицирале за азил во Србија. Репрезентативецот на Македонија Жарко Арсовски заедно со неговиот брат Сашко Арсовски во низата успеси додадоа уште еден поголем успех на турнирот Базел Опен Мастерс 2015 во Швајцарија, каде Жарко освои 2 бронзени медали, еден во категоријата до 84 килограми и еден во мастерс категоријата, а неговиот брат Сашко Арсовски исто така освои бронза во категоријата над 84 килограми. На последниот мастерс турнир во Базел, самото име кажува мастерс, значи дека на тој турнир учествува големи имиња, освоив 2 бронзи, едната во категорија до 84 килограми, а едната во мастерс категорија, каде што нели имаше и парични награди. Има вкупно 10 борби, од кои 8 победи, 2 пораза. Поразите беа во последни секунди, меѓутоа нели покрај таа криза што има в цела година минатата сезона, сепак сум задоволен од моите борби. Борбите беа доста тешки, победив големи имиња и сум среќен што стигнав до ова трето место, меѓутоа нели секогаш може повеќе, затоа сега со нови сили почнуваме да се спремаме за наредните турнири што следуваат. На турнирот настапија големи карате звезди од светот, кои се носители на европски и светски првенства, а поголем дел од нив беа поканити со лична покана. Следно што ги очекува браќата Арсовски, како и карате клубот Штип, се подготвуваат за премиер лигата во Салцбург, Австрија. Репрезентацијата на Франција се избори за третото полуфинале во низа на европските првенства, откако синоќа во четвртфиналето во Лил ја победи Летонија со резултат 84-70. Француската репрезентација ја оправдаа улогата фаворит во четвртфиналето, но Летонија и се покажа како сериозен ривал и во поголемиот дел од првото полувреме имаше водство. Во првото четвртфинале Шпанија ја победи Грција со резултат 73-71. Денеска на програмата се четвртфиналните дуели помеѓу екипите на Србија и Чешка и Италија-Литванија. Поразените репрезентации од четвртфиналето ќе разигруваат за пласман од 5 до 8 место. Фазата на групи на Лигата на шампиони почна со многу возбудувања, пресврати и рекорди. Шампионот на Италија и лански финалист во Лигата шампиони Јувентус ја почна новата сезона со голема победа на гостувањето во Англија, каде што се избори за триумф против составот на Манчестер Сити. Јувентус имаше посилен финиш, па на крај се радуваше на 3 бола.
На Сантијаго Бернабеу пак Кристијано Роналдо го постигна својот трет хет-трик во Лигата на шампиони во победата на Реал од 4:0 против Шахтар и при тоа постави два нови рекорди. Останатите резултати: Бенфика Астана 2:0, Галатасарај Атлетико 0:2, ПСЖ Малме 2:0, Севиља Менхен Гладбах 3:0 и Волсбург ЦСКА Москва 1:0. Вечерва ќе се одиграат и останатите надпревари од првото коло, а најинтересен ќе биде дерби мечот на стадионот Олимпико во Рим, каде Рома ќе му се спротистави на европскиот првак Барселона. Ова е се во Дневникот во 16:30. Второто издание на Дневникот е во 20 часот. До тогаш секое добро.